Добро, почитувани представници на медиумите, би сакале да изјавиме денеска поводот за средбата помеѓу коалиционите партнери од Сојузот за еднината, темата за која што разговараме и преку вас да информираме македонската јавност за следните чекори на опозиционото делување во Република Македонија. Многу нормално, можеби и очекувано за сите, предстојните претседателски избори кои што се најавуваат првата недела од април месец, се една од темите кои што денеска ги отворивме. Опозицијата претендира да биде власт во оваа земја, претендира да победи на наредни избори кои да се пред Република Македонија и известни се претседателските избори. Денеска го изградивме нашиот став дека сите мораме да размислиме за надпартиско решение, за човек кој што секако ќе предизвика внимание кон целата македонска јавност, без разлика на политички определби, етнички заедници или било каков друг на разноликости во Република Македонија, се со крајна цел Македонија да добие председател кој што ќе биде председател како што заслужува една нормална демократска земја, аспирант за Европската унија и НАТО. Консеквентно на тоа, знаете, болното прашање за опозицијата е избирачкиот список и изборното законодавство. Мене ми е драго што градиме негуваме заеднички ставови. Избирачкиот список и изборното законодавство мора да бидат донесени во консензус помеѓу опозицијата и позицијата и токму по овие прашања овој заеднички став на сите е многу вреден, каде што се надеваме ќе предизвика внимание кај владеачките партии кои што управуваат со Република Македонија во функција на демократската иднина на државата, да заедно со помош на стручните луѓе кои што работат на оваа работа од позиција и опозиција, секако и ОПС и ОДИХР, изградиме избирачки список во кој што сите ќе веруваме, а изборно законодавство кое ќе даде фер шанса за сите политички субјекти или кандидати на наредни избори, кои што секако се многу важни за Република Македонија. Дали веќе имате во предвид личност која би можела да ги задоволи критериумите за кандидат за председател? И дали имате некој рок до кога ќе биде Еве вака, заклучивме дека колку порано, толку е по исправно пред граѓаните, пред оние пред кои што аплицираме за барање за поддршка, да го соопштиме името. Денеска го отворивме доправо ова прашање. Важно беше да сите земеме обврска, заради тоа што ако заедно нотираме кандидати, заедно разговараме со кандидатите и заедно представиме платформа, тогаш ќе биде многу полесно, а секако и успехот на изборите ќе биде многу поизвесен. Имиња нема и не е коректно некој во градење на вакви стратегии да веднаш лицитира со имиња. Се надеваме на луѓе кои што се квалитетни, кои што секако ќе поминат границите на нашите партиски структури. Пред се луѓе кои што ќе бидат подготвени да бидат да биде председател на сите граѓани на Република Македонија. Некој рок дадено од прилика до кога би требало да имате договор, некој начелен рок? Да завршите оваа процедура? Знаете, денеска ова работа ја отвараме сите заедно. При тоа ги следиме сите јавни истражувања, јавни анкети, како тоа би можело најдобро да се пронајде во функција на подобар кандидат и моделитети на негово представување секако во иднина. При тоа да биде многу природно, прифатливо за граѓаните, не само за нас како политички партии кои што сакаме заедно да излеземе со таа понуда, но колку порано, толку подобро и почесно пред оние пред кои што бараме поддршка. Ова значи дека Сојузот за еднина во ваков формат, значи со овој состав на партии, останува најмалку до пролет, до претседателските избори? Овде Пошто имаше информации неофицијални така, напуштање. истражувањата кои што ги правиме се прво недвосмислено јасни дека сите се опозиција во иднина. Втората работа се работи за моделитетот и начинот како ќе делуваат сите партии, од аспект на тоа да бидат попривлечни и да носат повеќе гласови, за секоја, потенцирам, од опозиционите партии до крајниот резултат, победа над оваа власт. Така да, ова е отворено прашање и истражувањата стручни, а секако и нашите анализи, ќе потврдат во иднина како ќе се настапи. Секако отворено е прашањето, а тоа е под контрола на владеачките гарнитури, евентуална можност за заедно со претседателски избори и парламентарни избори, тоа сосема е поинакво светло, согласно тоа секако ќе градиме нашите ставови, како ние би настапиле, како потенцирам опозициони партии. Едно е јасно, сите овде во Сојузот за едината сме опозиционо настроени со конечна цел да ја победиме оваа власт. Значи прифаќате и претседателски предвремени парламентарни дени? Значи, тоа не зависи од нас. Апсолутно, според нас, како политичка партија,
предвремени парламентарни избори не донеле ништо добро на Република Македонија. И од тој аспект треба сите во ова општество да размислиме дали има потреба од предвремени парламентарни избори или не. Она што е многу значајно, предстојат редовни председателски избори. Ако досега со практицирањето на председателската функција, неговиот избор и имплементирањето на овој 5-годишен мандат ја утапевеа јавноста, буквално ја направија да биде инертна во поглед на важноста на ова прашање, ние мислиме дека е пресериозно и преважно прашање председател на државата. Овде се отварат сите можности, апсолутно, за тоа да биде спроведено во земја која што ќе биде фер, демократска за сите политички субјекти, па дури и за сите кандидати кои што би биле можеби некои и потенцијално независни, самостојни кандидати или слично. Господине Заев, не е малце чудно вие како лидер на опозиција да кажувате дека не е време за предвремени избори, нели опозицијата секогаш сака предвремени избори, барем по на Секогаш прво сите имаме својата одговорност кон Република Македонија. И во тој подстрек сите сме повикани на честно, отворено и одговорно размислување пред граѓаните. Опозицијата ги соопштува своите ставови со причини во моменти кога ќе изгради ставови заради нешто за да го предизвика како проблем. Нашиот став го знаете. Ние уште еднаш нема да легитимираме криминално спроведени избори. Немаме намера да дискутираме зошто има 1.800.000 гласачи во Република Македонија, кога знаеме дека не се повеќе од 1.500.000 полнолетни граѓани во државата. Ако учествуваме на вакви избори, тоа значи легитимирање на сето зло кое што се нанесува преку вакви криминални избори. Согласно тоа, очекуваме позитивен демократски подстрек од владеачките партии да седнат и да разговарат во поглед на пеглање, јасно, транспарентно обелоденување на сите прашања отворени, дали се за опозицијата, за граѓаните, невладиниот сектор или сите кои што се трезвени во ова општество, да на еден транспарентен и природен начин го соопштиме тоа што значи вистини во Република Македонија. Во однос на прашањето за името, како коментирате изјавата на Самарас дека Грција е таа која прави чекори за решавање на проблемот? Социјалдемократскиот сојуз нема никакви информации за тоа што се случува во поглед на ова прашање. Не е честно да се бара од нас кога сме толку ставени во мрак за сите чекори кои што се случија последните 4-5 па можеби 6 месеци да се бара став од опозицијата. Ние остануваме максимално позитивни во подстрекот на охрабрување на власт. Бараме јавна дебата, бараме вклучување на сите, градење на заедничка платформа, се со конечна цел интересот на Република Македонија. Но оваа прашање мислиме дека ниту во минатото сме добивале поени како опозиција, ниту ќе добиеме. Ние сме лево ориентирана партија и апсолутно мегданот го гледаме на економските теми, на социјалните проблеми на граѓаните и искрено го пуштаме подстрекот дека сме подготвени да ја помогнеме на Република Македонија, а одговорноста секако е на власта. Не информирани за никој од последните 3 до 4 превземени чекори од страна на власта, не можеме да кажеме свој став со оглед на прашањето поврзано со проблемот со името на Република Македонија. Добро се согласувам. Кажавте, изјавивте дека немате намера да му се извинувате на шефот на тајната полиција Мјалков. Како го свативте повикот за извинување од негова страна и очекувате ли тужба, некакви последици? Вака, ние преку соопштение го дадовме нашиот став. Во секоја демократска земја многу е нормално опозицијата да постави прашања, власта да одговори. Ако мислат дека опозицијата треба да се извинува заради тоа што поставува прашање со основани сомненија, тогаш сме многу далеко од демократска земја. Немам намера, ниту мислам да се извинувам некому, посебно не, јас сум председател на најголемата опозициона партија. Сите ги знаете нашите ставови во поглед на судството и судските пресуди, закажување на рочишта и донесување на одлуки. Апсолутно знам дека најверојатно ќе има брз судски процес, не дека ќе има пријава од господинот Мијалков, ќе има. Дека ќе има брз судски процес и дека ќе има судска завршница со казна за Заев, тоа ми е повеќе од јасно. Но ако тоа не го знаев, кога се нафатив да бидам председател на опозицијата, чуму сум се нафатил тогаш да ја водам најголемата опозициона партија. Немам никакви предрасуди во поглед на ова прашање, секако продолжувам да вршам улогата која што има и Социјалдемократскиот сојуз и јас, да бидам првиот охрабрувач на ова општество, прв кој што ќе повикува на отворени одговори од страна на власта за секое прашање кое што представува јавен интерес за граѓаните на Република Македонија. Апсолутно не. Апсолутно не. Социјалдемократскиот сојуз е отворен со сите
не само со партии, со невладини организации и здруженија кои што се соистоветно исто мислење со нас, односно се со став дека Република Македонија не може да продолжи вака под водството на оваа гарнитура на власт. Така да ние сме отворени за соработка. Очекуваме да видиме политички платформи на овие политички партии. Едната веќе, како што видовме, конституирана, преку таа платформа и понуда ние ќе знаеме дали се тие опозиционо настроени или се позиционо. Ако се опозиционо, ние сме отворени за соработка со сите кои што опозиционо размислуваат во државата. Господине Заев, Самарас рече дека практично Македонија сама си ја почи интеграцијата, дека Грција не е таа која што ја почи. Го делите ли вие овој став? Каков е вашиот став и на партијата по овој прашање? Нашиот став е дека Грција нанесува непоправливо зло врз Република Македонија. И тоа е јасно за сите. Проблемот е што тоа ние предизвикавме во овие последни 7 години, да дојдеме до состојба каде што не гледаме надеж дека би можело да се најде решение со истата таа Грција која што беше и жива и здрава и овде во југот на нашата земја, која добивме кандидатски статус. И тогаш имаа право на вето. Апсолутно, еве давам предлог, апелирам. Средба помеѓу премиерите на други прашања. Не на ова прашање името. Да седнат, да покажеме дека постои можност за диалог помеѓу две соседни земји. Тема економија, трговска соработка, социјални теми на граѓаните од двете општества, двојно одоначување или слично. Нека бидат тие теми на разговор, за да олабавиме атмосфера и помеѓу двајцата претседатели на влади и помеѓу граѓаните во Република Македонија. Ако има амбиент, се знае како се решава. Прво помеѓу двете земји, со помошта која што не испорачува целата меѓународна заедница. Ние сме во ова со оглед на оваа прашање во многу нелагодна состојба како земја. Грците најверојатно како соседи наши би живееле уште 100 години, а ние изолирани секако не можеме вака. Мал пазар, мала земја, мора да имаме иницијатива. Токму во тој правец пуштам силен позитивен подстрек. Ние не гледаме политички поени на ова прашање. До сега и да сме се обидувале, не сме добили. Сме изгубиле како политичка партија. Токму од тие причини, нашиот став е да помогнеме заедно да не вклучат директно со рамноправно носење секако на одговорноста. Ние сме опозиција да носиме во тој дел одговорност власта, во делот на власта, но да изградиме заеднички став како земја по основ на ова прашање како би можело секако Република Македонија пред се да ја доведеме во позитивен колосек во поглед на дај Боже што поизвестна иднина за сите генерации после нас.